Здраво, ова е 220-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Франс на Бруно Думон, во кој станува збор за популарната новинарка Франс Демиер, глумена од Леа Сейду, која што мора да го жонглира незиниот приватен и професионален живот, додека не бидат разбранувани од сообраќајната несреќа со разнесувач, кај што се гледа економскиот јас во државата, штом се споредат последите на новинарката и доставувачот, кај што таа ќе смета дека со пари ќе може да компензира за нанесената штета, со оглед на тоа што животот на обичниот човек е непоемлив за неа. Во епилогот на филмот уште една сообраќајна несреќа драстично ќе го промени незиниот живот. Думон нема да допушти неговата сатира да не блика во дадени секвенции во новото француско остварување, кај што хероината го носи називот на незината земја за полесно да биде поистоветувањето на народот со незината јавна функција, односно преземајќи улогата на гласот на народот, идолот кој што популацијата сака да го вивне во облаците и да направи селфи со неа, но исто така сака да ја извади незината фаличностна површина, за да може да ја симне од облаците. Ја запознаваме како новинарка која народот повеќе ја величи од претседателот Макрон, кој што дава изјава, француска звезда која што никогаш не заоѓа на виду. Меѓутоа, таа потајно се плаши од погледите на народот, прекумерна е славата која ја доживува и посакува да биде анонимна. Единствената љубов која ја чувствува е таа од аудиториумот и сака да избега од неа. Вестите се всушност телевизиска серија која што ќе има небројани продолженија, затоа што човештвото нема доволно да еволуира да престане да војува и да трга сеир, но насреде овој изискувачки професионален ангажман, забележуваме лик кој губи верба во себе си и во професијата, постепено оддалечувајќи се и од идолизираната представа на Франс во колективната свест. Погледнете го само незиното име, кое од една страна ја символизира државата, а од друга страна е измет. Ако тоа не смрди на сатира, тогаш не знам што е. Погледнете го само домот на Франс. Тоа не е куќа, тоа е изложбен салон, престижен музеј со висок плафон, долги ходници и пространост која е опремена со минимализиран и селектиран мебел. Нема многу удобност по тој дом, не баре и тој е експонат за изложување пред јавноста или место за повикување на елитистите од Розмарис Бејби да си одржат некој ритуал. Иронично е што и покрај уметничките слики закачени на зидовите, незиниот син има слаби оценки по ликовна уметност. Севкупното постоење на Франс се сведува на впивање на светлината под рефлекторот, односно патењето за внимание на француската јавност, со кое се прехранува. Незината демагогија за добивање на вниманието од аудиториумот не е ништо поразлично од политичката глад по гласач. Меѓутоа, забележувам и дискрепанца во поглед на домот на мигрантите, кои судејќи по нивниот комфорт, не ми изгледа дека има голема потреба од чекот на Франс. Тоа нималку е трошен дом, или пак можеби Думон на елоквентен начин си поигрува со нашите стереотипи. Како контрапункт на раскошот и славата се репортажите кај што се снимаат интервјуата со војската против џихадистите во завојуваните реони, кај што таа го ризикува незиниот живот, документирајќи ја француската помош во војниот конфликт. Комични се објавите во кои Франс се труди да сними бе материјал за репортажата, кај што безнадежно се обидува да ги внесе и изнесе во кадар војниците, со кои не може да ги комуницира незините намери. Всушност, джагорот кој го предизвикуваат колегите на Франс и незините фанови, таа и незината помошничка го коментираат со кокодакање, што е нивен начин на исмевање на поданоста која ја ужива. Франс е нереализиран и неспокоен лик, кој што точно е дека заработува 5 пати повеќе од незиниот сопруг и може да си го допушти секој благодет на земјата, но ниту едно земно богатство не ја исполнува. Незиниот плач дури е исмејан од сиромашните кои ги прехранува во акцијата. Кутрата таа на неја не и било лесно, знаат да коментираат бездомниците. Не знам дали имаат воопшто некаков удел сесиите на психијатар или пак престојат на планинската рехабилитациона клиника за Франс, која се чувствува како натрапник во сопственото тело и не и се допаѓа улогата која ја има зададено општеството, која ја заробува, ја гуши.
Спасението го гледа во љубовната авантура со новинарот кој се представува како професор по латински, кој не ја познава, само за да изнуди артикол од неа, изиграна од колега кој ја практикува незината лешинарска професија, која ја има направен од звезда. Истиот народ кој ја глорифицира ќе се заврти против неа штом слушне како размислува таа во студиото, демонстрирајќи непочит при емитувањето на репортажата, шекувајќи се на сметката на бегалците. Сцените во кои снима искази на бродчето со бегалци ме потсетија на опасните подвизи на Маријана Ван Зелер во незините криминалистички репортажи. Во завршницата, на Франс не и преостанува ништо друго освен да го прифати поистоветувањето со незината професија, да се откаже од очекувањето и прогрес и да живее за сегашноста, што повеќе сведочи за бездушноста на индивидуата која е заробеник на сегашноста во доделената улога, која го прифаќа своето робство и во рамките на тие решетки ја проектира својата исполнетост, откажувајќи ја потребата за контролирање на себе си и околината, затоа што, како што можеме да забележиме од последните кадри, ентропијата владее со светот и таа е силина која не може да ја впрегне под своја закрила. Леа последен пат ја коментирав во The French Dispatch во видеологија, но во иднина верувам дека ќе биде дискутиран незиниот перформанс во долгоочекуваниот Crimes of the Future и La Bête, а во филмот на Думон е идеалниот избор за глумење на улогата која бара од неја да покаже фасада, која ја проектира пред камери, но мора да содржи и приод со кој ќе се евидентира габаритот на емоционален багаж кој се наталожил зад неја. Се напукнува навидум идеалниот нејзин живот и често завршува во солзи овој лик, затоа што веќе се поистоветува со експонирањето пред камерите, што ништо друго не и преостанува во живот. Не знам кој ќе може од гледачите да се поистовети со нејзината екзистенцијална криза од заседа. Представителна е, нашминкана е, дотерана во секој кадар, но дури и амбивалентната кукла во излогот, која неважно е дали е припадник на десницата или на левицата, посакува да има среќен живот, ако воопшто знае што сака во него, или дури и плачот е дел од перформансот за ролјата, без разлика дали има камера во близина. Лик Сунгер кој абсорбира незадоволство. Снимателот Дейвид Чамбил, со кој Думон почнува да соработува од Жоан Офарк до денес, кој што употребува спори доближување на камерата до профилот на Леа, што сведочи за незината самотија и изгубеност во собствениот живот, кога се накршува незината перцепција на успех, која ќе се соочи со последиците кои ги предизвикуваат одлуките на несреќниот лик. Репортажите се снимаат на рака за да се долови веризмот. Несомнено дека дневните кадри се пресветли за да биде во дослух со поставеноста на светлото во телевизиското студио. Снимањето на контраплан во репортажата бара репродуцирање на миг и повторно преживување на емоционалниот багаж на интервјуираните, иако Франс знае дека тоа е нужно за да се измонтира кохерентен прилог. Монтажата е на Николас Пиер, со кој Думон не верувам дека има соработувано, што сведочи за големината на француската продукција, штом не им се пресретнале патиштата, кој се соочува со еден постојачки проблем, со кој не верувам дека соодветно се справи, а тоа е прекумерното времетрајање на делото, кое упорно удира една иста нота, која зазвучува ефемерно и неоригинално со својата редундантност. Убеден сум дека може да подлегне филмот на уште една монтажна липосукција, кај што ќе се балансираат подобро зачестените наративни клисури, кои се расплинуваат од животот на Франс, со оглед на тоа што мора да ги консолидира приватните доживувања со професионалните ангажмани, каде Франс ниже неуспеси на секое поле. Не може да оди на мир ниту на одморалиште. Сепак, оставањето на временски простор на портретите да дишат во филмовите е препознатлив белег на делата на Думон, присутени во новото остварување. Музиката на покојниот Даниел Бевилакоа, познат под псевдонимот Кристоф, е употребена за ово дело, конкретно во клавиатурите кои ги наслушнуваме и во транзиционите сцени и во доближувањето на објективот за образување на неподвижните портрети, за да се евоцира тој иманентен набој, кој не го забележуваме да продре со дополнителна особеност надвор на површина. Режисерот Бруно Думон станува активен на домашната филмска сцена во 90-тите години, режирајќи го филмот за француските расистички денгувари Life of Jesus во 1997 година, со кој демонстрира дека неговите творби секогаш ќе содржат социокритичка димензија. Во 1999 година го снима Humanity, филм за
апатичниот детектив кој го истражува случајот на силуваната девојка во малото место. Филмот со кој за прв пат се запознав со филмската поетика на Думон е 29 Palms од 2003 година, род авантурите на парот кој е во потрага по неоткриените локации за фотосесија со бизарен епилог. Во 2006 година го снима филмот кој ќе освои Гран При на Канскиот фестивал Флендерс, филмот за младите војници кои ги вкусуваат горките плодови на војната. Во 2009 година го поматува животот на младата калуѓерка со терористичките кружоци во Кадевич. Минатата декада ја започна со Outside Satan, ситуирајќи ги неговите филозофски трактати во дивината, кај што се пресретнуваат двата лика кои се изгубени на нивните животни патила, преживувајќи секакви трауми. Во 2013 година го снима биографскиот филм за скулпторката која завршува во ментална институција, глумена од Джулиет Бинош во Камил Клодел 1915. Во 2016 година снима уште еден филм на среде пустелија, кај што исчезнуваат разноразни ликови, каде е засадена една љубовна приказна во Слек Беј, закон крајот на деценијата да се обседне со животот на Јованка Орлеанка и најпрвин да го сними мюзиклот за незиното детство Жанет The Childhood of Joan of Arc, а потоа и воените освојувања во Joan of Arc. Во оваа деценија Думон работи и ТВ серии кои се подеднакво невообичаени како и неговите филмови, како што е случајот со мртвото тело во кравата во Лил Квин Кван или пак научно-фантастичната Coin and the Extra Humans. Мотивиран е да создава силни носечки женски ликови во неговите филмови и да ги истражува нивните емоционални вртлози, како што е случајот со неговиот нов филм, но во минатото имаше тенденција да ги ситуира действијата во пустелии и да ги обдари со филозофски контемплации, а во новиот филм Пустелиите се предели кај што се одбива војната, која ја пренесува Франс во низините репортажи, како и прекрасните планински предели кои кријат немили настани во своите падини. Силувањето е уште една константа која се провлекува и во првите и во последниот филм на Думон, во сцената во која зема интервју Франс со сопругата на силувачот од еден рурален предел, која само на неа ќе и даде интервју, која живеела со монструм верувајќи дека ќе се промени. Думон моментално е во фаза на предпродукција на научно-фантастичниот филм ситуиран во руралниот француски предел, кај што се затекнати вонземјански витези од страна на ликот кој глуми ќерката на Џони Деп во филмот The Empire. Думон секогаш плива наспроти тековите, неговите филмови содржат доза на недофатливост во неговиот синкретизам и ако мислите дека сте ја уловиле неговата филмска семантика, тој ќе направи чекор во неочекуваната насока и ќе ве збуни со несоодветна одлука, но тоа нема да ме спречи да ме измачува неговиот филм со денови по гледањето, мислејќи му ја што сакал авторот да каже со несмасните избори. Франс е централен лик кој што го јаде целиот филм, не се одлепува камерата од неа и нема простор да се развијат интригантни и впечатливи споредни ликови, што е најголемиот недостаток на делото. Секако дека сме биле изложени на сценаријата на Думон, кај што тежиштето е поместено и распределено од еден на мноштво ликови, меѓутоа и покрај самозададениот хендикеп, преку Франс Думон праќа силна критика не само на медиумските дејци, туку и на општеството на спектакл во што се претворила Франција, кај што јазот помеѓу богатите и сиромашните е диспропорционален, претворен во ненадминлива јама, и емпатијата со немоќните се еманира исклучиво кога се вклучени камерите, а зад нив се исмеваат, дережираат и ги скрутинизираат. Хипокризијата е една од многуте неизлечиви болести на 21. век. Филмот ја имаше својата премиера на Канскиот филмски фестивал, а потоа ја играше на ТИФ, Њујорк, Бусан, Палиќ, Гент, Готенбург, но иако беше селектиран да се прикаже на овие фестивали и беше номиниран за Сезар, не успеа да се закити со награда на овие престижни фестивали на кои беше прикажан. Причинителите за тоа се можеби очекуваната радикализација која беше изоставена од делот на Думон, за да отскокне од баграта на филмови за екзистенцијалната криза на женските ликови, кои се постамент на француската кинематографија, но и преопотребувано клише. Тоа не им пречи на култните кинолорбер кои го дистрибуираат филмот. Филм за најпопуларната новинарка на малиот екран, која не може да се помири со славата која ја доживува и се обидува на секој можен начин да остане анонимна пред народот, кој има подигнато култ на нејзино глорифицирање, додека и самата не се помири со дадената улога во општеството, со оглед на тоа што ќе биде
славена секоја нејзина коректна и некоректна одлука, а нејзините роени солзи ги третира како света вода. Робинка на сегашноста која се прехранува од будното око на аудиториумот, несреќна и во домот, на работа и на одмор. Ако морам да го евалуирам, тогаш Франц од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 220-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и по останатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!